Со 8 трофеи во салата Јасмин во Кавадарци, во овој воведен дел од церемонијата, химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правини. Македонците се борат за своите правнини. Одново сега знамето се ве на Грушевската република. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Убава атмосфера во салата Јасмин во Кавадарци. Работнички се бори за 10-тиот трофеј во кошаркарскиот куп на Македонија. Последниот го освои во 2015 и тоа беше големо изненадување. Од друга страна пак мазата има 8. Лани не успеа, предходно во оваа ера, во 2012, 13, 14 и 16 ги освојуваше двојните круни во нашиот кошаркарски шампионат, а предходно победуваше и во 96-та, 97-та, 99-та и во 2000-та, дури во она ера кога по самостојувањето работнички доминираше во нашиот кошаркарски шампионат и на домашната цена воопшто. Меѓутоа, ова се некои други времиња кога мазата Скопје ќе се обиде да дојде до трофејот по најлошата сезона што ја одигра во Јадранската кошаркарска лига, во која што не успеа да обезбеди резултатски гледано опстанок, па ќе видиме дали со административна одлука и наредната сезона ќе настапува на Јадранот. Работнички исто така има аспирации за интернационалната сцена, но пред се сака да ја врати домашната круна. Една од шансите е токму во овој куп, во овој единствен надпревар против составот на мазата. Тренерот Марин Докузовски нема да може да смета на повредениот Маркус Гинијард и тоа е голем хендикеп за работнички денеска. Бојан Крстевски, Кирил Николовски, Андреј Јордановски, Димитар Мираковски, потоа во продолжение од овој состав Крстевски, Деловски, Николи, Чековски, Робинсон, Костов и Ефремовски. За кошаркарите на мазата Скопје, Крафорд, Миса, Настовски, Соколов, Лалич, Пенов, Минчев, Трајковски, Спасоевич, Стојановски, Маслинко и Алексеј Нешевич. Тоа е составот на Желјко Лукајич, кој што ќе се обиде она пресија што мазата Скопје ја создаде со лошиот настап во Јадранската лига, едноставно да ја избрише со овој куп, да дојде до трофеј и потоа да продолжи во преостанатите надпревари од сезоната, да дојде и до двојната круна, до првенствениот трофеј, но се разбира дека секој сака да оди чекор по чекор, работнички да го врати својот сјај од почетокот на македонската кошарка, а мазата Скопје да ја задржи превласта која што ја имаше во последните 5 или пак 6 години. Составот на мазата Скопје вчера направи голем чекор. Ја совлада блокот техна со 89 спрема 78. Алија Феревски, Игор Митровски и Александр Милоевич се арбитри на овој надпревар. Предходно во полуфиналето работнички го совлада Куманово 77-68, меѓутоа остана без услугите на Маркус Гинијард, што се разбира дека е голем хендикеп кога е работнички во прашање. Американскиот
интернационалец одигра само 17 минути против Куманово, даде 6 коша, меѓутоа ќе го нема веројатно на располагање на овој надпревар Марин Докузовски, кој што рече дека противникот важи за апсолутен фаворит, и тоа е изјава дадена пред второто полуфинале меѓу МЗТ Скопје и Блокотехна. Сакаше да каже Докузовски дека кој да слави, односно кој да дојде до ова финале против екипата на Работнички, ќе ја има фаворитската улога. Меѓутоа, останува да се види како ќе се одвива овој надпревар. Купот секогаш знаел да донесе изненадување и се разбира дека ниту Работнички, а уште помалку МЗТ, кој што објективно има фаворитската улога, може да бидат, се разбира, избришани пред почетокот на овој надпревар. За Работнички Димитар Мираковски, Чавдар Костов, Робинсон, Николовски и Чековски во првата петорка. Кај МЗТ Скопје Дамјан Стојановски, Јуре Лалич, Крофорд, Соколов и Спасоевич. Тоа е истата петорка што ја прати на теренот претходно и во полуфиналето Лукаич против Блокотехна. Првиот напад за екипата на Работнички. Мираковски. Многу во играта на Работнички ќе зависи од него, од начинот на кој што ќе го предводи својот состав. Робинсон. Одсвртување Николовски, не успеа да го заврши овој напад. Па сега Лалич под кошот и први поени за Јуре Лалич. Бојан Трајковски, Дамјан Стојановски беа најефикасни во вчерашниот надпревар. Лалич одигра улога, беше двоцифрен со 10 кошеви. Меѓутоа, нема да го заборавиме, се разбира, Крафорд, кој што во вториот дел го изрешета противничкиот кош и постигна вкупно 32 поена. Во меѓувреме, Ѓорги Чековски успева да реализира израмнување 2-2. Обито далечина на Дамјан Стојановски. Ова е прва тројка на надпреварот. Предност за кошаркарите на МЗТ. Се обиде Чековски веднаш да врати од далечина. Па во контранапад Лалич. И еве го Робинсон. Крафорд за Соколов. Спасоевич. Се отвори Крафорд. Остана сам. Не реализира. Па Чавдар Костов. Робинсон. Чековски. Ево го Мираковски, мали проблеми во водењето на топката. Нешто што ретко му се случува. Чековски против Лалич. Па сега на блок. Игра 2-2. Мираковски-Чековски. Измина времето за напад. Не забележа играчите на Работнички дека треба полека да завршуваат. Крафорд против Робинсон. Спасоевич. До него Николовски. Имало контакт. Има навивачи на едната и на другата екипа во салата Јасмин во Кавадарци. Втора година поред домаќин на завршниот турнир од кошаркарскиот куп. Крафорд против Чавдар Костов. Крафорд. Па еве го Соколов на влез, додавање за Лалич, прениска топка.
Не очекуваше Лалич, може би асистенција, туку удар на Соколов и мислам дека ја признава грешката Соколов до Лалич, дека ова е сепак додавање кое што играч со предиспозиции како Хрвато тешко може да го прифати. Чековски, па Мираковски. Ќе видиме како ќе функционира ова игра 2 на 2 на Чековски на Мираковски. Еве го правиот кош на Димитар Мираковски. За него тројка. Израмнување. По една тројка на двете страни. 5-5. Соколов се обидува веднаш да врати. Успева Соколов. Голема предност за МЗТ во оваа завршница на купот. И во продолжението од сезоната ќе биде фактот што Дарко Соколов се врати, а санираше повредата, например, за разлика од Марко Симоновски. Мираковски сега со Гиле Николовски игра 2 на 2. Лани Николовски настапи во завршницата од купот, но во дресот на Фени беше поразен пред своја публика во оваа иста сала од Карпо Соколи, кој што само формално што се били го бранеше купот без шанси во четвртфиналето во оваа надпреварувачка сезона. Спасоевич од полудистанца не погодува. Дефанзивен скок на Чавдар Костов. Сега и удар за тројка. Непрецизен. Тече 5-та минута од надпреварот. Мал број поени. Лалич падна Чековски. Лалич се обиде да добие проигрување порано, да го искористи тој факт. Не успеа. И сега прекршок над Соколов. Ево тој дуел на Соколов и на Чековски. Поранешните колеги од македонската репрезентација. Беше на влез Соколов, така што ќе оди на линијата за слободни фрлања. Вчерашниот надпревар со Блокотекна даде 6 коша, погоди едно од двете слободни. И сега еве тргнува со несигурност од таа позиција. Не успеа уште еднаш Дарко Соколов. Останува 8-5. Николовски. Костов оди на влез до крај, фаулиране и него посека топката. Права лична грешка на Дамјан Стојановски. Даде една тројка до сега. Ќе застане на линијата Чавдар Костов, бугарскиот интернационалец. Доведен во работнички на барање на Марин Докузовски. Одигра 38,5 минути вчера против Куманово, даде 10 коша. Не шутираше слободно, но имаше 5 од 7 за 2 коша Чавдар Костов, сега еднаш прецизен. Дамјан. Блок на Лалич, Дамјан Стојановски го користи тоа. Не погодува овој шут за 3. Мираковски. Од далечина реализира Димитар Мираковски. Негова втора тројка. Јаве го работнички до предност. 9-8. Интересни први 5 минути кои што покажуваа дека овде не мора да важи фаворитската роља на хартија. Од земена топка Лалич се задржа во противничкиот рекет. Успеа Чековски да
го доби овој дуел. Еве го до Кузовски. Тешко може некој да ги избори неговите трофии во нашата кошерка, во првенството и во купот. А бравот се знае каде е со репрезентацијата. Стојановски. Кон Лалич против Чековски во дуел. Погодува Јуре Лалич. Кога ќе добие топка во ваква ситуација, Чековски е тешко дека ќе може да го запре. Во рекетот под кошот, поради височината на Лалич, и тој нивни дуел ќе биде интересен во текот на овој надпревар и од него многу ќе зависи. А се уште и Трајковски не влезе на теренот кај Мазата Скопје. Еве го Крафорд. Реагираат судиите. Има лична грешка. И еве го Бојан Трајковски. До него е Чековски. Имаат една историја на непријатности меѓу себе. Чековски и Трајковски би било интересно да видиме како ќе се одвива нивниот дуел. Сега висок-низок ситуација. Дарко Соколов, пети кош, ако не оди од линијата за слободни. Побрз е од Чековски, може да влезе и да реализира. Ова е делото од навивачите на Мазата Скопје. На спротивната страна се симпатизерите на Работнички. Робинсон не успеа од полудистанца, од врвот на рекетот. Но има уште една лична грешка. Ако е од Дамјан Стојановски, тоа е втора. Не се тоа проблеми со фаулите, но еве 7 минута од надпреварот. Ако има два фаула Стојановски во тој случај, тоа е некаков индикатор. Чандар Костов, а Чековски, одсвртување Николовски. Не успеа да погоди. Се бореше сега Костов за оваа топка. Направи лична грешка. И еве ги првите недоразбирања, првите немири на трибините во салата Јасмин. Ке интервенираат органите на редот и мирот. Штета уште во почетната фаза од надпреварот да дојде до вакви немили сцени. Ова е најголемото македонско спортско дерби. Нема никакви дилеми. Меѓу Работнички и Мазата Скопје по бројот на надпревари, според жарот што го носи, па ако сагаде понекогаш и според квалитетот. Имаме и фудбалско на Вардар и на Пелистер, како вечно дерби. Имаме или имавме ракометно меѓу Вардар и Металург. Едно време на Вардар и на Пелистер. Така што овие надпревари треба ние да ги сакаме. И нема никакви дилеми. Може би понекогаш треба да има и еден ваков спортски емотивен набој кој што носи посебен жар. Но гледате, ова е пак директно контра она што го нуди спортот. Директно на спортскиот елемент удираат ваквите ситуации. Сега без оглед кој е виновен кога вакво нешто ќе се случи. Не е убаво да се гледа и не е убаво кој било надпревар, па и ваков од купот да биде прекинуван за да се расчистат ваквите случувања на трибините. Сепак спортот е за да биде одлуката носена како и да е во каква било ситуација на паркетот.
А на паркетот е 12-9 за МЗТ. По 6 минути и 41 секунди игра и сега и судиите и делегатот треба да дозволат да продолжи надпреварот. За нашите камери да може да бидат насочени таму каде што треба да бидат насочени. А ако некој презема какви било акции во рамки на својата служба, мислам на полицијата или пак како навивачите не се однесуваат како што треба, има кој тоа да го решава и на како било начин. Вакви долги прекини го уриваат ликот на финалниот надпревар. Пет коша Соколов, 4 Лалич и 3 Стојановски кај МЗТ. Мираковски 6 коша, Чековски 2, а Чавдар Костов 1 во редовите на работнички. Сега продолжува мечот. Има кошарка, таа е најзначајната и таа е кралицата вечера. Стојановски. Трајковски. Еве го Спасоевич. Па Стојановски над човек, шут за тројка, погодува Дамјан, негов 6-ти поен. Трета тројка кај МЗТ Скопје. Вчера имаше одличен шут тимот на Желјко Лукајич, еве го и сега, доаѓа до највисоката разлика, 15-9. Чековски, па Мираковски. Единствениот кој што парира во ударот кога е во прашање составот на работнички. Не успеа на другата страна Робинсон. Па Крафорд против Мираковски. Крафорд сега над човек и тој за тројка. Нема. Мираковски ја загуби оваа топка. А во контранапад Спасоевич. Лесни поени и се разбира дека сега Марин Докузовски ќе бара тајмаут, затоа што составот на МЗТ Скопје доаѓа до највисоката разлика, 17 спрема 9. 8 позитива. Уште не е посвета утакмицата, вие сакате да решите. Абе, дај поставувајте напади, бе, не поставите еден напад. Абе, на двојка, дека остана сам преескена на 0. Оставите една двојка, подолг напад малко. Па не брзайте толку да му се сревени 15 секунда. Па дај со него на крај, играте ли пик на поп, нека се отвори. Ви кажем, играте рогови едни. Странице стике, два страна една, се играме со сам. Чуеш? Два страна. Ајде, бе! Не е задоволен Докузовски од начинот на кој што ги играат нападите неговите кошаркари. И како резултат на тоа, МЗТ Скопје доаѓа до значајна позитива во оваа воведна фаза од надпреварот. 17-9 на 2 минути и 4 секунди до крајот. Ке го забележиме овој момент во 8-та минута од средбата. Се бара акција за Чековски. Робинсон. Николовски, повторно Робинсон. Ево го Чековски бара топка во дуел со Трајковски. Ништо. И по тајмаутот на Докузовски, а тоа е секогаш непријатно за тренерот. Нема одговор од играчите, нема реакција од играчите на паркетот. Спасоевич. Па сега Крафорд. Лична грешка во напад. Бојан Трајковски во поставувањето блок.
Под заглави на оваа бројка 9, тимот на Работнички во оваа скромна прва четвртина со кошеви и не гледам како би се променило тоа во овие минута и 15 до крајот, што за двете екипи се разбира. Чавдар Костов на влез, покрај Трајковски, не успеа, беше изблокиран, па сега Чековски ја испушти топката, затоа што немаше удар кон кошот, измина оние предвидени 24 секунди за напад. Направи лична во блокот, во напад, но потоа сосема солиден, одличен во одбрана Бојан Трајковски. Го запре и Костов, а потоа и Чековски. Сега Крафорд, оди на влез Крафорд од табла, не успева да погоди, па пренесува Чавдар Костов, Мираковски, шут за тројка, негова позиција, Димитар Мираковски, го одржува Работнички во игра во овој надпревар, трета тројка за него, 9 поен, 17-12, не му оди на Работнички, разликата не оди, а кој знае колку вртоглаво во полза на МЗТ Скопје и тоа за црвените од градски парке, најважно во оваа фаза од надпреварот. Трајковски, покрај Чековски, не реализира, па прифаќа Костов и дури еве напад на Работнички за да дојде на негатива што се стигнува со само еден напад. Мираковски на влез, побегна, ке важи кошот. 11 поен за Димитар Мираковски. Ја одбра најлошата варијанта во одбрана Крафорд. Гледате мал допир кој што не го вади од баланс противничкиот кошаркар. А Мираковски е преискусен, тоа го користи, реализира и ќе има дополнително слободно фрлање. Се враќа во игра Дарко Соколов на 7 секунди до крајот на првиот период. 2 коша Чековски, 1 Костов, се друго за Работнички е на Димитар Мираковски. Не успеа сега во ова дополнително слободно фрлање, а и тоа е, се разбира, значаен елемент во играта. 17-14, има време и за сините од Аеродром. Влегува Бојан Крстевски во игра. Тргнува Алексеј Нешовиќ. Ке пробива, му побегна топката. Мислам дека направи лична грешка Алексеј Нешовиќ во напад, тоа го покажа судиите. Како и да е 17-14 предност за МЗТ Скопје по првиот период од финалето на 26-тиот кошаркарски куп на Македонија. Пред да позборуваме за индивидуалниот и екипниот ефект, само подсетување дека Работнички има 9, а МЗТ Скопје 8 титули. Тоа се најефикасните наши екипи. Работнички има недостижни се уште, па и во блиска иднина 14 трофеи во правенството, а МЗТ 6, или вкупно Работнички 23, МЗТ Скопје 14 трофеи. Последната шампионска на Работнички беше 2009-та, последниот куп 2015-та, МЗТ Скопје пак во претходните 6 сезони беше шампион на Македонија, последниот куп го освои пред 2 години во 2016-та. Во ова финале, еве како бе со односот на силите. Работнички има 3 тројки од 9 обиди, 33%, сите тројки беа за Мираковски. 3 тројки од 5 обиди, 60% високи за МЗТ Скопје, 2 тројки за Стојановски, а 1 за Соколов. МЗТ промаши 2 пенала преку Соколов, а Работнички има 1 од 3, исто така 2 промашени пенала. Шут за 2, 2 од 6 за Работнички и 4 од 9. Нешто подобар процент на МЗТ Скопје. Вкупно удари од поле 5 од 15 Работнички, 33%, 7 од 14, 50% за МЗТ Скопје. 10-10 во скокови, значи рекетот е тука некаде, изедначен, 2 грешки повеќе за Работнички. МЗТ Скопје има 2 блока и 3 украдени топки. Што се однесува до индивидуалниот ефект, немаше многу кошаркари расположени на двете страни.
4 стрелци за МЗТ, Соколов има 5 коша, Стојановски 6, Лалич 4, Спасоевич 2, кај Работнички само тројци играчи влегоа во листата на стрелците, Мираковски 11 коша, Чековски 2 и Чавдар Костов 1. Судиите ги повика екипите да се повлечат, пак некоја драматургија, колку што можеме да видиме нема тепачка сега на трибините. Не знам што е причината за ваква реакција, ако е вулгарното навивање, тогаш не треба воопшто да има надпревар кај нас. Председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, Петар Нуловски. А ова е навивачката група од Градски парк. Евентуално ако има проблеми со семафорот, па да е поузата, тогаш е оправдано. Во таков случај не може да има надпревар, продолжување, се додека не дозволи електрониката. Ова е можност за еден продолжен тайм-аут на двете клупи. Го гледате Перо Блажевски, кој што е тренер, млад тренер, или тренер во почетна фаза од кариерата, а кој што на играчите на Работнички може да им пренесе исклучително многу знаење кога се во прашање ваквите надпревари. Тргнува вториот период. Еве го Спасоевич. Сега Трајковски на влез. Направена лична грешка. Бојан Крстевски, Кире Николовски на позициите 4 и 5 кај Работнички. Еве го тој влез на Трајковски. Реализира во првиот обид Бојан Трајковски. Вчера даде 16 коша, од нив 14 во првиот дел, кога МЗД Скопје ја правеше разликата и можеби психолошки го доби мечот со Локотекна. 19-14. Николич е во игра кај Работнички, заедно со Костов, Робинсон, Николовски и Крстевски. Стојановски, Соколов, Трајковски, Спасоевич и Нешович за МЗД Скопје. Ево го Трајковски ја стигна оваа топка, меѓутоа немаше можност да ја задржи во теренот или пак да проигра некој од соиграчите, што беше основна идеја. Крстевски. Николовски против Спасоевич. Па Николич. Многу значајно ќе биде и резервистите на Работнички да можат да одржат темпо, ритам, додека оние што главно играат по 40 минути или близу 40 минути, што се вели да земат душа на клупат или пак евентуално да се поштедат ако влезат во проблеми со прекршоците. Робинсон. Николич не успеа да погоди тројка. Падна топката во рацете на Дамјан Стојановски. Соколов на влез. Крај Робинсон. Погодува Дарко Соколов. Расположени за игра. Иако промаши две слободни, негов седми поен. 21 спрема
14. Разлика од 7 коша. Ова е највисока предност за МЗТ Скопје во досегашниот тек од надпреварот. И што порано треба да одговори Работнички, а некако не наоѓа начин. Останува Работнички во напад. Со една замена, Мираковски се враќа во игра на местото на Робинсон, кој што за сега не одигра ништо. Николич за Мираковски, лична грешка, фаулиран Кире Николовски. Чавдар Костов. Па Мираковски. Додава во средината за Николовски. Уште една грешка на Работнички. Четврта на овој надпревар. Ова е рана фаза за 4 грешки, за 4 вака лесно продадени топки. Нешовиќ, асистенција Спасоевиќ. Лична грешка Костов. Тој ќе биде првиот играч во редовите на Работнички со 2 фаула. Ево го тој момент, допир од задгрб. Судиите велат дека Спасоевиќ треба да застане на линијата за слободни. За сега 2 коша на Спасоевиќ. Еве го и третиот. 4 скока, сите 4 дефансивни. Погоди еден од двата шута за 2 поена. Меѓутоа, МЗТ Скопје полека, но сигурно доаѓа до значајна разлика. Огромна за едно вакво финале. 23-14. 9 коша. Потребна е брза реакција од Работнички, не само од Мираковски, туку од другите играчи. Мираковски. Пред него Нешовиќ, чека некој да дојде да направи блок, тоа е Бојан Крстевски. Излезе Трајковски на Мираковски. Еве подзаглавува акцијата на Работнички, треба полека да се привршува, затоа Мираковски шутира под принуда на времето и од ваква неизградена тешка позиција не може да погоди. Аут за МЗТ. Еве го уште еднаш ова луцидно додавање на Трајковски. Се заплетка Чавдар Костов и мислам дека ево право барајки аут за Работнички, но судиите пресудија во полза на МЗТ Скопје. Не го искористи овој шут Дамјан Стојановски. Еве го Чавдар Костов за тројка, погодува и фаулиране. Токму нешто вакво му беше потребно на Работнички. Четврта тројка Чавдар Костов, четврти поен. А ќе има и дополнително слободно фрлање. Далеко од тоа дека надпреварот е решен, меѓутоа нема течност нападот на Работнички. Без оглед што еве разликата е само 5 коша. А највисоката беше 9. Профитираше Чавдар Костов со 4 поени од овој напад. Спасоевиќ, па Алексеј Нешовиќ, прави блок Трајковски. Нешовиќ дрибла против Крстевски, висок-низок ситуација и на крајот Мираковски стигнува, но Крстевски промашува и сега лична грешка велат судиите од Крстевски. Доби критики од Мираковски за начинот на кој што ја продаде оваа топка во рекетот под пресија на Дамјан Стојановски. И подарок од Работнички за Крафорд. Мирене Крафорд на овој надпревар нешто налик на вчерашното полуфинале во кое што имаше само 2 коша во првото полувреме, а потоа го реши мечот со вкупно 30 поени во вториот дел и 32 на надпревар. А згора на тоа е и сосема
солиден, еден од посигурните пеналџи кај МЗТ Скопје, така што треба да се избегне можност да биде фаулиран во една тесна завршница. Николич под кошот. Нема поени, но борбене. Освојува топка, па сега Чавдар Костов. Ролинг и не успева да реализира. Подскок на играчите од клубот на Работнички, сакајки да поздрават атрактивен поен. Но атракцијата е попуста ако нема реализација. Скока Николич, но погледнете втор пат. Резервистите на Работнички продаваат топка. Претходно Крстевски, сега и Николич. И тоа се оние моменти од надпреварот што велам дека можат да решат кога играчите од клупата на Марин Докузовски ќе бидат на ниво да одиграат на овој надпревар со што помалку грешки, а од друга страна да бидат во позиција да ги одморат стартерите и оние што ќе го понесат најголемиот товар. Се нервира Докузовски затоа што знае дека во финале против објективно посилен противник, макар тоа да е за нијанса, овие грешки можат да ја донесат конечната одлука. Не реализира Дамјан Стојановски во второто фрлање, за него 7 коша. Пак МЗТ Скопје во позиција да не е на нивото кога се е во прашање пеналите. Но доаѓа до разлика од 8 коша. Еве го Крстевски во напад, не погодува, дефанзивен скок на Трајковски, сега и тој на работа ја загуби топката, но изнесува Крафорд, изнесува со контра за Спасоевиќ, одличен Крстевски, чиста банана. Паркотница по теренот, некој ќе треба да подзастане, кој ќе процени дека е тоа подобро за него. Ке се враќа Јуре Лалич, даде 4 коша, а и доволно долго надвор беше Чековски. Не влезе најдобро во овој меч Ѓорги Чековски, но не смее да биде предолго на клупата. Еден од најквалитетните се разбира играчи на Работнички, најпотребните, најкорисните. Кој сакате суперлатив употребете го. Не му оди на Крстевски. Промаши шут за 2, сега шут за 3. Претходно загуби топка во собствениот рекет и МЗТ Скопје напаѓа за највисоката разлика до сега. Лична од Лалич во правењето блок. Зачудува фактот што има само 2 коша до сега Ѓорги Чековски. Мираковски, па Чековски против Лалич. Еве го Мираковски на влез од табла, прекрасно. 13 коша за Димитар Мираковски. Кога би имало барем уште еден вака расположен играч кај Работнички, би било сосема поинаку. Крафорд сега мислам дека избрза, без потреба упатува еден ваков шут над човек. 4,5 минути до крајот на првото полувреме од финалето. Робинсон. Некој туркаше. Крафорд. Првпат на овој надпревар во игра Минчев кај МЗТ Скопје на местото на Крафорд. Вчера бугарскиот интернационалец не беше на највисокото ниво, мислам на Минчев. Чавдар Костов, уште еден актер од Бугарија во овој надпревар, денеска 5 коша.
Прв поен за Робинсон. Еве го и вториот. Долго се чекаше и тој да влезе на списокот. Плюс 4 за МЗТ. Нешовиќ. Трајковски. Па Стојановски. Кон Трајковски од полудистанца. Погодува Бојан Трајковски. Четврти кош за него, тоа се шутеви позиции што не треба да му бидат дозволувани. Мираковски. Кон Костов, па Чековски. Тешко достапен е рекетот за центрите на Работнички во оваа фаза. Мираковски. 13 коша, 2 двојки, 3 тројки. Ова е негово второ промашување од линијата за слободно фрлање. 3 тројки од 5 обиди, 60%, 2 од 3 за 2 коша. Еден скок досега за Мираковски. 14 поени, тој е прв играч на финалето за сега. Лалич, па Стојановски, на влез, погодува. 9 поен за Дамјан Стојановски, плюс 7 за МЗТ. Не е ова разлика кој знае колку голема, но МЗТ ја има постојано во текот на надпреварот. Еве го Чековски, време и тој да реализира, не успева, но офанзивен скок и Лалич прави фаул. До него беше и Минчев. Еве го уште еднаш тој момент, мислам дека фаулот е на Јуре Лалич. Ќе се врати Спасоевиќ на теренот. Затоа што Лалич доаѓа до 3 фаула. Соколов, Крафорд, Дамјан Стојановски имаат по 2 лични грешки во редовите на МЗТ Скопје. Кај Работнички 2 фаула за Костов, 2 и за Крстевски. Чековски 3 коша. Дамјан Стојановски. Меѓу двајца успева да мине, додавање за Спасоевиќ во рекетот. И сега од полудистанца оставен е сам, не погодува, тука е Дамјан Стојановски, ја прибра оваа топка дури во конкуренција на Трајковски. Има доволно време за овој напад на МЗТ. Минчев на влез. Вади надвор за Нешовиќ, меѓутоа се постави Чековски. И веројатно ова е лично во напад. Од Минчев. Два и 40 до крајот на вториот период. Плюс 6 за МЗТ Скопје. Работнички е тука некаде се држи во овој надпревар. Највисоката предност беше 9 во полза на сините, кои што постојано го контролираат резултатот. Еве го Робинсон, сега за тројка, Осамен, значајно ќе биде и тој да влезе полека во надпреварот, да погоди, ако ништо друго, барем вакви отворени шутеви. Дамјан Стојановски, па Крстевски, Нешовиќ, кон Бојан Трајковски од табла, него 6 поен. 32-24, 8 разлика, помалку од 2 минути до крајот на првиот дел. Тајмаут бара Марин Токузовски, затоа што сака до крајот на полувремето Работнички да не влезе во проблеми, а ако може да ја смали, се разбира ова разлика.
Izgled, utrčava, Stanković utrčava, čuvajte čovjek topka, gledajte malo tebe, zadnji sekundi se, pa koncentracija nema, ne može da postavi na napad, bez dole, gdje Stanković da kire ostani, Stanković ga prilike može spustiti, pa će izigra. Zato ono bilo dole. Sljedeća se čuva Damljanu, daj pitanje za njega. Ajde, nema prodavljena. Ajde, više igra, ajde, više igra. Го видовме Марко Симоновски на трибините во салата Јасмин во Кавадарци. Единствениот повреден кој што не можеше кај МЗТ да настапи го нема Маркус Гениард во редовите на Работнички. Тоа се разбира голем хендикеп, не треба да се заборави. Останува впечатокот дека Работнички нема организиран напад и тоа е забелешката на Марин Докузовски. Во една таква ситуација напад игра само Мираковски, тоа главно индивидуално и сега тоа треба да се промени. Чавдар Костов погоди тројка. За него 8 кош, тоа е вторострелецка и Работнички, 5-та тројка за екипата од Градски парк. Од 15 обиди. Еве го и МЗ да прави грешка. Ќе биде повлечен Дамјан Стојановски затоа што влегува во проблем со личните грешки. Ова е трета за него и Лалич има исто така 3. А се уште прво полувреме и сето тоа треба да се изменаџира на вистински начин. Робинсон. Костов на влез, па додава за Николовски, чекори вели судијата Милоевич. Дава шанси МЗТ, Работнички парцијално ги користи. И сега Трајковски над човек знае да погоди од ваква ситуација, но се виде во овој шут веднаш дека ќе заврши топката во обрачот. Мираковски. Чековски, ова е негова позиција, погодува Ѓорги Чековски. Потребни се неговите поени, неговиот офанзивен придонес. 32-29, доаѓа до пристоен резултат Работнички на крајот на ова прво полувреме. И до една серија од 5-0 по тајмаутот на Докузовски, која што се разбира дека ќе придонесе со поинаков жар, елан, мотив и самодоверба кошаркарите на Работнички да влезат во вториот дел од овој надпревар, но најпрво има уште време ова втора четвртина. Алексеј Нешовиќ на линијата за слободни. Неуспешен во овој обид. Вчера против Блоко Текна даде 2 тројки во првиот дел, 1 двојка во второто полувреме, вкупно 8 коша. Сега за него прв поен. Значаен напад за Работнички. Мираковски. Робинсон. Чековски против Трајковски. Центарски дуел. Чековски успева да погоди. Седми кош. 33-31. Сега тајмаут за МЗТ Скопје, за Лукаич, кој што сака неговата екипа да искористи завршната акција во оваа фаза од мечот. Направи измену.
sad sa njim. Jasno. Ej, Damjane, napravi izmjenu. Slušaj, ti izvodiš. Jasno, ti izvodiš. Take the ball, face to face, open pass. Down, 8 seconds. Slušaj, igraš pik. Glava, uzmi 4 široko. Znači, prodor i nađi pas ekstra za šut. Koji mi smo meni nazad? Damjan. Што и да се случи до крајот на ова прво полувреме, разликата не може да биде преголема, така што ова ќе биде отворен надпревар, без никакви дилеми. 5 од 15 шутот за тројка на Работнички, 33%, 3 од 10 за МЗД Скопје. За два коша исто така Работнички 5 од 15, 33%, 8 од 15, 53 МЗД Скопје. Два скока повеќе за сините, 4 украдени топки и по 9 грешки на едната и на другата страна. Стојановски и Лалич имаат по 3 фаули, тоа може да биде, се разбира, пресудно. Сега Трајковски не успеа да погоди од далечина, ниту пак Чавдар Костов, 33-31. Тоа е резултатот по првиот дел, предност за екипата на МЗД Скопје, која што ја доби првата четвртина со 17 спрема 14, додека пак втората ја загуби со 17-16 и оттука оваа разлика од два коша што ги одржува и едните и другите во рамноправна битка, се разбира, во преостанатиот дел од надпреварот за трофејот на 26-тиот кошаркарски куп на Македонија. Работнички Мираковски 14 поени, но мора да се најде некој друг расположен што би можел да го следи. 8 коши има Чавдар Костов, 7 Чековски, 2 поена за Робинсон. Значи само четворица се запишаа во листата на стрелците. Малку е пошарен олико кај МЗД Скопје. Најефикасен со 9 коша е Дамјан Стојановски, 7 има Соколов, 6 Трајковски, по 4 Лалич и Спасоевич, 2 коша за Крафорд, а 1 за Алексеј Нешовиќ. На полувреме во дуелот на вечните ривали Работнички МЗД Скопје 31-33 во финалето на купата. 33-31 за МЗД Скопје во финалето на кошаркарскиот куп на Македонија, 26-то поред. Се уште ова отворен надпревар во кој што двете екипи може да се надеваат на успех. Работнички евентуално на 10-тиот трофеј юбилеен, додека пак МЗД Скопје на 9-тиот, со што би се изедначил со вечниот ривал од Градски парк по бројот на трофеи во најмасовното надпреварување. 33% шут на Работнички, 42 на МЗД во првиот дел. Тука некаде се скоковите, загубените топки, асистенциите и блоковите. Затоа и тесен резултатот. Еве го Мираковски за предност на Работнички. 17 коша Димитар Мираковски. Ова е шеста тројка за Работнички од 16 обиди. Робинсон, Чековски, Николовски, Мираковски, Чавдар Костов, петорката на Марин Докузовски. Алексеј Нешовиќ влез во рекетот за МЗД. Тука се Спасоевич, Трајковски, Соколов и ќе видиме кој е петтиот кошаркар. Она што е за одбележување од првиот дел е фактот што Лалич и Дамјан Стојановски имаат по 3 фаула. За тоа треба да се внимава. Веројатно и затоа е ваква петорката на тренерот Лукајич на почетокот на вториот дел. Чавдар Костов тројка. 11 коша за него. Почна да го следи во чекор Мираковски. И ова е највисока предност за Работнички во досегашниот тек од надпреварот на влез Трајковски. Го следнаше обидот да реализира на втор обрач, Бојан Трајковски.
ќе застане на линијата за слободни фрлања. Шест коша до сега за Бојан Трајковски, 2 од 3 за 2 коша. И чудно за него не погоди ниту една тројка од 3 обеди. Сега 2 пати прецизен. Погодува Чековски на спротивната страна. 9 коша за Ѓорги Чековски. 38-35. Алексеј Нешовиќ, она не беше тројка претходно на Чандар Костов, туку 2 поена. Затоа е ваков резултатот, 38-35. Значи 10 коша за Чандар Костов. А пак на линијата Бојан Трајковски. Има и 3 скока, сите 3 во дефанзива. И една асистенција. Бојан Трајковски. Реализира во овој обид. 9 поен. Еве го и 10-тиот. 6 од 6 од линијата за слободни фрлања на Бојан Трајковски. Ова беше неспортски фаул, така што ќе оди повторно во напад мажата Скопје. Крафорд па Трајковски чувствува дека му оди, не и за тројка. Четврта промашена тројка, сега Спасоевиќ прави лична грешка во напад. Неа припаѓа одлуката на судиите, еве го тој момент, Спасоевиќ и Кире Николовски. Имаше едно мало туркање, судиите тоа го санкционираат. И поем предност за Работнички. Продолжува оваа драма, рамноправен надпревар во Јасмин, во Кавадарци. Мираковски. А сега Кире Николовски. Скасил на аутлинијата. Нито еден поен до сега за Николовски. Само четворица реализира во тимот на Работнички, со тоа што Робинсон даде 2 пенала, а тројца играчи погодуваат од игра. Дарко Соколов. Николовски го истурка, некако го насочи до центарот на теренот. Па сега Костов против Спасоевиќ. Спасоевиќ од свртување. Мораше вака да завршува со звукот на сирената. И изминуваше времето за напад. И еве го сега Робинсон. Реализира. За него четврти кош. 40-37 не е задоволен Желко Лукајич од начинот на кој што тече надпреварот и овие воведни неполни 3 минути од второто полувреме и запира со тајмаут. Немој да шутнеш 3 поена из прве напада. Само играмо горе, треба нам дубина е. Ајде. Направи измену за Рашо. Дамјане, направи измену за Џордан. Еј, узми овога сада ти. Мираковски. Јел јасно? Дајте луѓи, треба да спустимо еден пас доле. Јел јасно? Овде да играју притисак, не можемо Рашо да примимо лопту. Значи, на рогове. Еј, ајде да одиграмо. Из дијаманта, па до трчавање да очистимо ми, па да им нападнемо ту. Јел јасно? Еј, ајде.
Ке подсетам дека во првото полувреме МЗТ Скопје имаше постојана контрола на резултатот, имаше и разлика највисока во 13-та минута, 23-14. Значи 9 коша. Но Работнички сето тоа го издржа и еве доаѓа до позитива од 3 поени. Алексеј Нешовиќ, Соколов, Трајковски, Лалич во игра на местото на Спасоевиќ и Дамјан Стојановски на местото на Крафорд. Стојановски и Лалич имаат по 3 фаули. Стојановски од место и погодува каква тројка на Дамјан Стојановски. 12 кош, 4-та тројка, ако бројам добро во редовите на МЗТ Скопје. Од 13 обид. 40-40. Повторно кога кризираше нападот на МЗТ и не го одигра она што требаше. Не успеа сега Николовски, па Трајковски направи блок за Дамјан Стојановски. Не се реши доди до крај. Нешовиќ. Еве го Дамјан, падна Лалич и заработува фаул за глума. Јуре Лалич беше во дуел со Ѓорги Чековски. На линијата Кире Николовски успева да погоди поради техничката грешка за овој фаул, за глумење фаул. За Кире Николовски прв поен, може би од сега ќе му тргне. 41-40. Мираковски на влез. Па Костов не успева да погоди во овој шут за тројка. Чавдар Костов. И шанса за МЗТ Скопје да го преземе водството по подолго време. Уште од почетокот на овој трет период. Дамјан Стојановски погодува тројка. Еве го Дамјан со две клучни тројки во оваа фаза од преводот, кога кризираше нападот на МЗТ Скопје. Нема некоја идеја да се нападне рекетот. Лалич напушти поради 4 фаула. Еве го Чековски по рекетот, погодува, има и прекршок. Станува се повозбудливо. 11 поени на Ѓорги Чековски. Еве го и 12-тиот кош за популарниот Станко, за нова предност на Работнички, 34-43. По 4 промашени слободни фрлања на едната и на другата страна до сега. Со тоа што МЗТ почесто беше на линијата. Идентичен шут за тројка, 6 од 17 за Работнички, 5 од 14 за МЗТ, тоа е 35%. За 2 поена МЗТ е за нијанса подобар. Дарко Соколов за тројка, погодува и тој. 10 кош. Продолжува ова шутерско шоу на тимот на МЗТ. Соколов над Чековски овој пат. Мираковски прави блок Чековски. Мираковски за тројка. Има ли? Не. Тука е Чековски со поддршка на Николовски. Еве го Чековски сега, крај Трајковски. Има фаул. Не сакаше Трајковски да дозволи Ѓорги Чековски лесно да мине по челната линија од теренот. Ево го тој момент и направи фаул. Се уште е МЗТ во бонус. Чековски за Мираковски, слегува Трајковски на него, некој е сам. Кире Николовски на влез, ке мора да вади.
за Чековски, тешка позиција, не успеа да ја излече Ѓорги Чековски, иако направи се добро, освен оној завршен момент. Сега Соколов на влез биеше под фаул, ке застане на линијата за слободни фрлања. Дарко Соколов. И тоа е во добар наред, постигна една исклучително значајна тројка. Десет коша, 2 од 2 за 2 поена, 2 од 2 за тројка. Само пеналите се проблем за Дарко Соколов, затоа што има 0 од 3. Не промаши ниту еден друг шут. Има и еден скок и 2 асистенции. Индекс на полезност 10. Трет кошаркар од тој аспект кај МЗТ зад Стојановски и Трајковски. Конечно 1 од 4 за Соколов, за плюс 3 за МЗТ. Мираковски. Па еве го Робинсон и Костов. Време е и тој да проработи во вториот дел. Мираковски за тројка, не погодува. Но офанзивен скок, Чавдар Костов со помош на Крстевски. Бугаринот 12 коша. 12 има и Чековски, 17 Мираковски кај Работнички. 4 поени за Робинсон, 1 за Николовски. Со 15 коша најефикасен кај МЗТ е Дамјан Стојановски, 11 има Соколов, двоцифрени и Трајковски со 10 поени. Лалич застана на 4. Сега Соколов ја испушта топката. Мираковски. Па Кире Николовски за тројка, знае тој да погоди. Не успева сега доминантен во скокот, во овој случај во собствениот рекет Бојан Трајковски. Играше со нога Робинсон. Измена кај Работнички, Мираковски е повлечен да се одмори, Ефремовски на негово место го игра. Го игра и Крстевски. Ова се тие моменти кога ги нема Мираковски и Чековски на паркетот, а Работнички треба да ја одржи разликата, да не влезе повторно во некој бунар како во првиот дел. Трајковски прави блок за Крафорд, излезе Кире Николовски, на него Спасоевиќ, саме Алексеј Нешовиќ за тројка, не може. Не тргнува постапките на Дамјан и на Соколов во овој дел од надпреварот. Прекршок на Нешовиќ над Робинсон. Не. Нешто друго е досудено, што МЗТ ќе оди во напад. Се враќа Чековски на паркетот. Дарко Соколов. Трајковски. Против Крстевски, погодува Бојан Трајковски. Негов 12 поен, равномерно распределени во првиот и во вториот дел. Робинсон. Костов против Соколов од место, не реализира Костов и прифаќа уште еднаш Бојан Трајковски. Сега без размислување за тројка, нема кош. Чековски за Крстевски, не прифаќа топка. Крстевски се лути, се разбира Марин Докузовски, за ваквите грешки кои што овозможуваат повторно на МЗТ Скопје да дојде во фаза на контрола на резултатот, особено што Соколов реализира уште една тројка во овој дел од мечот. Седма за екипата на МЗТ Скопје, 14 коша Соколов плюс 6 за
тимот од Јане Сандански, тајм-аут бара Марито Кузовски. Ej, ja bih kažao, petka da igrate, vi što igrate? Petka ne slušate, petka za ništa slušao. Ej, ovo ne je udvojanje ovdje. Nije da igrame agresivno, on bega nazad, nije što pravi. Što stojite? A svega na trojka, ne pomagajte. Ne bekja? Ej! A, ne, oni udvojanje. Slušaj, igrame jedna dvojka do kraja izigrate, a tu, Čavdar ovdje da, ili Viktor, ne je bitno, ajde. Не е ова највисоката разлика за тимот на МЗТ Скопје, меѓутоа од позиција кога Работнички имаше предност и водеше во овој дел од мечот, МЗТ немаше идеја во нападот. Две тројки на Дамјан Стојановски, една на Соколов завршија работа до тој степен што МЗТ ја враќа предноста во завршните 2 минути од третата четвртина. Крстевски, се уште Мираковски на клупата. И Чековски осамен за тројка, не реализира. Соколов. Нешовиć. Излезе Крстевски на него, Спасојевиќ е во рекетот, Крафорд на влез. Па Трајковски не за тројка, не за два, асистенција. А измина времето за напад. Се прекомбинира играчите на МЗТ. Сега Робинсон. Беше 2 разлика на полувреме. Во полза на МЗТ, сега е 6. Значи оваа четвртина ја добива МЗТ Скопје. А еве и лична во напад. Која што се разбира може македонскиот шампион против најтрофејниот кошаркарски клуб кај нас да го одведе на голема позитива на влезот во решавачката четвртина. Секако таа ќе биде решавачка од аспект на тоа дека резултатот е тука некаде близко, а никако да погоди Алексеј Нешовиć. Останува на еден кош. Еве го Крафорд, па Соколов за тројка, нема. Меѓутоа работи сега офанзивниот скок на МЗТ, еве го Трајковски. Одлична четвртина за Бојан Трајковски. 14 поени. Злато вреден офанзивен скок за 2 коша, за лична грешка и за дополнително слободно фрлање. 24 минути е на паркетот. Бојан Трајковски ги погоди досега сите 6 слободни фрлања. Не реализираше нито една тројка од 5 обида. Меѓутоа има 3 од 4 за 2 поена и 8 скока. 2 офанзивни, односно 9 скока. 2 офанзивни и 7 дефанзивни. И едно додавање за поен. 8 разлика за МЗТ. Највисоката предност беше 9 и останува 9. Не е повторена. Ова е прво промашување на Трајковски од линијата за слободно. Мираковски на влез од табла погодува. 19 коша за Димитар Мираковски. Ке го троши времето сега Крафорд. Тоа е логично и потребно во една ваква ситуација. Трајковски направи блок, па Крафорд на влез за Спасојевиќ. Има време за МЗТ Скопје. Пренесува Чавдар Костов. Шут за тројка. Надвор од баланс. Не може да погоди. 54-48. Плюс 6 за кошаркарите на МЗТ Скопје, кои што ја добија втората четвртина со
4 разлика или вкупно 21-17. И со оваа значајна разлика ќе влезат во завршните 10 минути од 26-тото финале на кошаркарскиот куп на Македонија. Индивидуалните бројки велат дека кај МЗТ тројца кошаркари се двоцифрени. Дамјан Стојановски со 15 поени и Дарко Соколов и Бојан Трајковски со по 14. И само тие тројца дадоа кошеви во третиот период. Другите остануваат на бројките од правиот дел. Кај Работнички 19 поени за Мираковски, 5 во оваа четвртина, 12 за Костов, 4 во оваа четвртина, 12 за Чековски, 5 во оваа четвртина, 4 коша за Робинсон, кој што даде 2 поена во третиот период и Николовски реализираше едно слободно фрлање во оваа фаза од надпреварата. Екипните бројки велат дека МЗТ Скопје има подобар шут од поле. 44% наспроти 36 на екипата на Работнички. За тројка 622 за Работнички, 27% и 7 од 19 или 36% за МЗТ Скопје. Три скока повеќе за МЗТ, кој што има и една грешка повеќе, но го има сега и расположениот Крафорд. Некако вчера, но ова е четврти кош, а тој кога ќе влезе во серија може да биде опасно за противникот. 8 разлика е сега. Грегор Робинсон од цвртување од табла погодува. За него шести поен, значено ќе биде за Работнички да остане во игра. Затоа и Мираковски се враќа на паркетот, тука и Чековски. Ова е првата петорка на Марин Докузовски. Еве го Крафорд кон Трајковски. Успеа да стигне, а Крстевски со нога да изврли. Ова беше идејата на Бојан Трајковски, кој што се најде во непријатна ситуација. Не Крстевски, туку Кире Николовски. Крстевски е на клубата. Перо Блажевски со совети за Марин Докузовски. Блажевски е најтрофејниот кошаркар во купот на Македонија во историјата со 10 трофеи. Еве го Трајковски. 16 поени. Тој пак кита кон шестата титула. Има трофеј со Работнички. Сега е на пата да го освои со МЗТ, но Мираковски вели почекајте се, разбира. Уште една тројка за него од место. 22 кош за Димитар Мираковски. Ќе биде најкорисен кошаркар ако Работнички го крене пехарот. Се уште ова е тесен надпревар. Се уште работите можат рапидно да се менуваат за некоја секунда. Крафорд, малечкиот Крафорд, помеѓу джиновите во рекетот, не успеа да го извлече овој шут. Мираковски. Додавање за Робинсон против Крафорд. Повисок е Робинсон, оди да го искористи тој момент. Меѓутоа, аут за МЗТ Скопје. Влезе во тешка ситуација. Не реализираше од табла Робинсон. Сега Крафорд. Трајковски. Од неговата нога топката во аут. Игра одличен надпревар Бојан Трајковски.
Го надополнува фактот што Лалич не е некако во ритам, даде 4 коша во раната фаза од надпреварот. Па заработи прекршоци, влезе во проблеми, 4 фаули и седи на клупата. Еве го Робинсон, прекршок, важи кошот, не потребно, Джордан Крафорд го допре противничкиот кошаркар. И 8 поени за Робинсон. Ја користи оваа предност против Крафорд во центарската игра на најниските кошаркари. Или едни од најниските на паркетот. Не успева да го искористи ова дополнително слободно фрлање Робинсона и тоа ќе биде значаен сегмент од играта. 2 од 4, односно 3 од 5 сега за него за 2 коша и не погоди ни една тројка. Еве го Крафорд, предизвикан од Робинсон, кој постигнува 6-тиот поен. Плюс 5. Мираковски против Крафорд, игра 2 на 2 со Чековски, побег на Чековски, се виде тоа. 14 поен, задоцни Бојан Трајковски. Крафорд ја губи топката, па Чавдар Костов сгази на линијата, ова е аут за МЗТ. И сега ќе протестира, се разбира, бара прекршок. Еве го, тој моментот како ја освои топката, имаше допир од Крафорд. Мислам дека судиите можеа да го санкционираат тој и да покажат лична грешка. Вака се случи најлошото. Нема фаула, Чавдар Костов излезе во аут и ова одлука на арбитрите ќе предизвика реакции од работнички. Додавање за Спасоевич од Дарко Соколов. Ова е лесна реализација. 6 кош. Повторно за плюс 5. Чековски, па Мираковски. Еве го Робинсон. Бара позиција над човек, над Нешовиќ од една тешка ситуација, не успеа да погоди, но Кире Николовски прв кош од игра со офанзивен скок, значаен поен, да остане МЗТ на разлика што се стигнува со една акција, со еден удар. Еве го Крафорд, легува во серија, за него 8 коша, 64-59, 5 разлика и тајм-аут за Марин Докузовски. Еден напад зона и после 22. One defensive play 2 and after we go in 22. Чекај малку. Која играте, сега ти играш тука. Помагаат од на Кире страна. Сега помагна на Станко тука доле помагат. Кире овде трчи, дај му и шут. Јас со не се паси, шутирај слободно. Ајмо, тука е играта. Ајде бе. Ги вадиш ваму, бајде, чушен, Вите, не ги вади ваму, Да, на 5 разлика, што ви рекол Марин Докузовски, тука е играта. 5 промашени слободни работнички, 6 МЗТ Скопје, 7 тројки за двете екипи, работнички од 24, а МЗТ од 19 шута. И нешто подобар удар на МЗТ за 2 коша, по 15 двојки има двете екипи, работнички од 29, а МЗТ од 25 шута. Еве го Николовски, бараше топка Чековски, ако е фаулот од Лалич, за него тоа е 5-та лична грешка. Го одигра многу лошо под сопственото ниво во финале Јуре Лалич. Излегува во 35-та минута. А постигна само 4 коша. Николовски, шут за тројка. Не може да погоди. Но беше поддржан од Докузовски.
да ги користи овие шутеви. Еве го Мираковски на влез. 24-ти поен за Димитар Мираковски. Прв играч на надпреварот. Соколов и во рацете на Костов. Контранапад за работнички, но се вратија тројца играчи на МЗТ. Повикан е Дамјан Стојановски од клупата. Еве го сега краде Крафорд. Како ја освоија, така ја загубија топката кошаркарите на работнички. Еве го Крафорд, 10-ти поен од полудистанца. Така беше и против блокот Техна, кога реши сам да игра, да влезе во еден финиш. Надвижа 32 коша, 30 во вториот дел. Еве го и сега има впечаток дека е решен да оди во една таква завршница, но Мираковски за тројка нема. Ја освојува топката Соколов. На 5 разлика сега промена на нападот. Оди во акција МЗТ Скопје. Од полудистанца Спасоевич, нема кош, но Соколов е тука и воздишки од трибините од клупата на работнички, па Соколов промашува и конечно прибира Чековски. Пренесува Робинсон. На работа направи грешка. Чавдар Костов за Чековски против Трајковски и Спасоевич. Кире Николовски шут за тројка. Уште едно негово промашување. И потоа прекршок на Костов. За него трета лична грешка. Кај работнички Кире Николовски има 4. Лалич веќе напушти поредовите на МЗТ Скопје. Само како информација за тоа кој треба да внимава, и 5 лични грешки имаше претходно, да не остане некажено Бојан Крстевски. Четири фаули има Дамјан Стојановски. Од тука одигра само 20 минути од овие 34 на мечот. Трајковски против Кире Николовски. Има лична грешка. Еве го тој фаул. Што значи дека и Николовски мора да биде повлечен од игра. Мислам дека тоа е 5-ти фаул и за него. Завршува надпреварот и за Кире Николовски. Претходно и за Крстевски. Останува само Чековски од оние високи кошаркари на работнички. Дамјан Стојановски ја губи топката од Робинсон. Влезе Николич на местото на Николовски. Па Чавдар Костов од челната линија додава за Робинсон. Костов вара позиција за тројка, шутира, не успева да погоди. 3 тројки промашуваат кошаркарите на работнички. 2 Николовски и сега оваа Костов. Напад кој што може МЗТ да го доведе во коматна позиција. Трајковски сега има предност против Николич. Меѓутоа грешка во додавањето дава шанси МЗТ. Работнички за сега не ги користи за пресврт, туку за да биде тука некаде, близко. Завршни 3 минути. Робинсон на влез од табла, погодува. Негов 10-ти поен плюс 3. Тајм-аут сега за Желјко Лукаич за клупата на МЗТ Скопје. Slušaj, poslije je prelazil čovjek. Znaš ovaj pas, prenesi je na ovu stranu, Bojane, jer jasno. Poslije toga uđite u glavu i gledaj, ako izvučete Čekovsku, jer jasno. Znači, igraj iz tog dijamanta, izađi, daš mu pas. Ako je Čekovski, nema pika i svega ostalog ide. Ako nije, ulazimo u piku, roli, pas na stranu. Ajde. Ajmo, ej!
Влегува во драматична завршница финалето на купот, работнички МЗТ Скопје. Надпревар кој што секогаш го држи на нозе главниот град на кошаркарски план. Во последно време МЗТ е подобар, поуспешен со 6 титули во првенството едно по друго. Има и 8 во купот, работнички се уште има превласта во нашата кошарка со 23 пехари. 14 во шампионатот, последниот во 2009, долго време се чека тој трофеј во градски парк. И 9 во купот. Последното финале беше во 2015. Крафорд. МЗТ беше фаворит на овој надпревар и главно водеше со еден мал сегмент од третиот период кога работнички дојде до позитива. Сега Спасоевич реализира со лична грешка. Го уште еднаш тој момент стигна Мираковски, не на време да пресече додавање, туку да направи фаул над Спасоевич. И дополнително слободно фрлање за Радосав Спасоевич. 8 коша, 2 од 7 за 2 поена и една промашена тројка од линијата 3 од 3. Чековски, сега МЗТ е логично да го напаѓа рекетот, со оглед дека само Чековски е висок играч на позиција 4, а сега и 5 во оваа петорка на работнички. Агресивна одбрана Николич, тоа го издржува Крафорд, тоа Чавдар Костов избива, некој играше со нога. Крафорд за Спасоевич против Чавдар Костов, прави прекршок со нога фудбалски. Логично е сега МЗТ да игра во рекетот, одличен ролик на Спасоевич и јасно му е на Чавдар Костов дека направи фаул. Веднаш го призна. Исполнете бонусот, ќе застане на линијата Радосав Спасоевич. Еден сосема солиден надпревар за него. На паркетот мина 34,5 минути. 9 коша, 3 од 9 шутот од поле. За 2 коша, 3 од 8, промаши една тројка, 3 од 3 од линијата и 6 скока. Значи, се уште не го исполнил работнички бонусот, затоа нема пенали. Крафорд. На блок Трајковски, оди на долга акција, МЗТ се разбира. Сега Соколов, во последната секунда од овој напад, Дарко Соколов, 17 поен, 8 тројка на МЗТ Скопје. И пак она највисока разлика од 9 коша, 72-63. Мираковски не успева да врати, тука е Стојановски, каде оди ова топка, во аут за МЗТ. И полека, веројатно, МЗТ доаѓа во добитничка ситуација во овој надпревар во кој што работнички долго се држеше и добро, знаејќи дека го нема Маркус Гинјар. А навивачите на МЗТ од Скопската населба аеродром веќе го слава триумфот. И изгледа логично. На минута и 18 до крајот, 9 разлика и напад. Крафорд ке го троши времето. Сега тоа му одговара на МЗТ. Запране акцијата. Дали е повторно нешто со семафорот? Откако ќе се исправи сето тоа, ќе продолжи мечот. Еве го Спасоевич веќе
добива честитки од своите соиграчи за еден солиден надпревар кој што го одигра. Навивачите на МЗТ ја слава 9-та куп титула. Долго време чекаше МЗТ да се изравни во некој статистички податок, во некоја статистичка категорија со вечниот ривал, и тоа ќе се случи вечерва во Кавадарци. МЗТ ќе дојде до 9-тиот трофеј, исто колку што има и Работнички. Крафорд, лоша топка и сега неспортски фаул. Алексеј Нешовиќ, затоа што спречува контра по најновите правила, тоа е неспортски фаул. Требаше едноставно да му дозволи на Чавдар Костов да ја продолжи акцијата, макар и по цена да има лесни 2. А вака бугаринот ќе изведува слободни фрлања. Работнички ќе биде во напад со можност од овие 9, евентуално да намали 4 или 5 поени на брзина и пак да се врати во некаква позиција да игра рамноправно кон крајот на овој меч. Чавдар Костов не излезе во ниту еден момент од надпреварот. Тринаесет коша, 4 од 12 шутот од поле, 2 од 7 за тројка, 2 од 5 за 2 коша. И реализираше двете слободни. 12 коша за него. Нормално е да се форсира удар од далечина, кога се брка резултат. Не успеа Чековски. Има 6 куп пекари. По 300 Работнички со МЗТ. Трајковски за Крафорд. Ја пренесува топката на влез Крафорд. 12 кош. Најдобро ако може да се погоди, па и да не истече времето. Робинсон се чека само конечниот резултат. Мислам дека и играчите на Работнички не веруваат оти може да направат некаков пресврт кон крајот. 14 коша за Робинсон. Алексеј Нешовиќ треба да ја изнесе топката. Па Трајковски на влез, Бојан Трајковски. 18 поени. Најефикасен кај МЗТ Скопје во ова финале. Ке се радува на 6-тиот куп пекар во неговата историја, исто како Дамјан Стојановски. Имаше тешка сезона МЗТ Скопје со многу порази во Јадранската кошаркарска лига. Но еве ке дојде до трофеот во купот, веќе се поздравуваат клупите на едната и на другата страна. Очекаме конечниот резултат, 76-67, има уште 10 секунди, но јасно е дека тоа не може ништо да промени. А со оглед дека веќе сите се поздравуваат, очигледно е крај на надпреварот. Остана уште церемонијата на доделување на наградите. 9-ти куп пекар за МЗТ Скопје со победа во финалето против Работнички. 76-67 во рамноправен надпревар во кој главно сините од Аеродром, актуелниот македонски првак, го контролираше резултатот. Работнички без услугите на повредениот Гинијард се обиде да се држи и така беше, но на крајот сепак не можеше до крај да парира, па му дозволи на ривалот да се изравни по бројот на куп трофеи. 76-67 со 18 коша на Трајковски, 17 на Соколов, 15 даде Дамјан Стојановски, Спасоевиќ 9, а Крафорд го заврши мечот со 12 коша. Работнички расположен беше Мираковски со 24 поени, прв стрелец на надпреварот. По 14 дадоа Чековски, Робинсон, 12 Чавдар Костов. Меѓутоа, сепак Марин Докузовски имаше премалку сили за да може да биде рамноправен во пресметката со
екипата на МЗТ Скопје. Лукаич со подлога клупа успеа да остане мирен, да ја задржи екипата во рамки на ова финале, на ниво на кое што е потребно за да се дојде до посекуваниот трофеј. МЗТ има 9 титули од 13 финалиња. Работнички пак го одигра своето 14-то, а тоа е 5-то во кое што не успеа да дојде до трофејот. Во Градски парк чекаат Пехар се уште од 2015-та, кога го освоија последниот куп, а последното првенство за Работнички беше во 2009-та. Тимот на МЗТ Скопје пак легува во серија со 6 шампионски трофеи, едно по друго. Во купот лани не успеа да победи, но претходно освојуваше 4 трофеи во 5 сезони од 2012 до 2016, со исклучок на 2015 кога во салата Јане Сандански во Скопје Работнички успеа да дојде до драгоцениот Пехар. Еве ги уште еднаш најинтересните моменти, овој хайлайтс ќе останеме се разбира со слика во салата Јасмин во Кавадарци, за да го проследиме и церемонијалот на доделување на пехарите за играчите на едната и на другата екипа и секако пехарот за составот на МЗТ Скопје. Велам, значаен триумф на оваа завршница од купот за МЗТ по сезоната која што беше климава во Јадранската лига. Со само 3 победи, иако таа трае уште, има уште 2 меча, Работнички ќе биде, МЗТ Скопје ќе биде последен. И резултатски, според правилата пред почетокот на надпреварувањето, не измори опстанок во лигата, но постои можност, се разбира, со специјална покана МЗТ Скопје и наредната сезона да биде дел од АБА друштвото, во кое што можеби ќе биде Работнички, па Македонија идентично како и лани, кога Карпо Соколи учествуваше во Јадранската лига, ќе има 2 представника на Јадранот. Ако се случи 14 екипи да го почнат надпреварувањето во 2018-2019. Ево го Пехарот што го освои тимот на МЗТ Скопје. А сега почнува и церемонијалот на доделување на наградите. Подпредседателот на Македонската кошаркарска федерација Сашо Дракуловски ќе ги додели медалите на кошаркарите и на стручниот штаб на екипата на Работнички. Крстевски, Николовски, Јордановски, Мираковски, Крстевски, Деловски, Николич, Чековски, Темелковски, Робинсон, Костов и Ефремовски. Тоа беа играчите што ќе заработат медал за учество во ова финале. Димитар Мираковски 24 коша, 9 од 17 шут од поле, 5 тројки од 12 обиди, 4 двојки од 5 шута и 1 од 3 од линијата за слободни, 2 асистенции, 1 слободно фрлање, индекс 15. Чавдар Костов за 40 минути имаше 14 коша со 4-12 од поле, 2 од 7 за тројка, 2 од 5 од линијата за 2 поена и 12 скока, од кои 3 офанзивни. Марин Докузовски останува на куп трофеите што ги освои со Работнички во 98-ма, во 2003-та и потоа во 2011. Ова е Перо Блажевски, кој што како играч има 10 куп трофеи и се уште е лидер во нашата кошарка. Работнички Чековски даде 15 поени, тој останува на 6 куп трофеи, 3 со Работнички, 98, 2003, 2015, 15 и 3 со МЗТ во 2012, 2013 и 2014. Само 5 играчи кај Работнички дадоа кошеви. Покрај овие четворица што ги споменав и Кире Николовски 2 поена. А директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски
ги дава и предава трофеите, златните медали на кошаркарите на МЗТ Скопје. Крафорд, Миса, Соколов, Лалич, Пенов, Минчев, Трајковски, Тодоровски, Спасоевич, Стојановски, Маслинко и Нешовиć. Еве го дел од нивниот ефект. 18 коша Бојан Трајковски, 6 од 12 шут од поле, 6 од 7 за 2 коша, една тројка од 5 обидено, 6 од 7 од линијата за слободни и 8 скока, 2 асистенции. Потоа 15 поени Дамјан Стојановски, 5 од 7 од поле, 4 од 6 за тројка, 1 од 1 за 2 коша. 17 поени имаше Соколов, 4 од 6 за тројка, 2 од 2 за 2 поена, 1 слободно од 4 обиди и 6 скока. Спасоевич 9 коша со 6 скока. Лали 4 поени го заврши на преворот предвреме и рано влезе во проблеми со личните грешки. Зато имаше само 4 коше и неверојатно само 1 скок. А Крафорд даде 12 поени, 5 од 11 од поле, 5 од 9 за 2 коша и ниту една тројка од 2 обида. Имаше 1 скок и 3 асистенции. Алексеј Нешовиć постигна 1 поен, да не го заборавиме. И тоа се 7 теми на кошаркари кај МЗТ што се запиша во листа на стрелци на овој надпревар. Бојан Трајковски доаѓа до 6-тиот куп трофеј. 3 има со работнички, 2004, 5 и 6, со Фени 2010, со Карпо Соколи 2017, сега со МЗТ во 2018. 6 куп трофеи за Дамјан Стојановски. 2007 со Вардар, 2009 со Амак СП, 13, 14, 16 и ова 18 со екипата на МЗТ Скопје. 4 пекар за Соколов, 2010 Фени, 2015 со работнички, 2017 со Карпо Соколи и сега 2018 со МЗТ Скопје. 4 трофеи со 4 различни екипи. MVP на финалето е Димитар Мираковски. Ја прими наградата од генералниот секретар на Кошаркарската федерација на Македонија, Моника Гавриловска. Најве признание и за Дамјан Стојановски, за најкорисен кошаркар. 15 кошеви во финалето. Мираковски 24. Стојановски вчера имаше 14 кошеви во полуфиналниот дуел со Блоко Техна. И останува уште најсвечениот момент, кога председателот на Кошаркарската федерација на Македонија Петар Наумовски ќе го предаде пекарот на капитенот на МЗТ Дамјан Стојановски. 9-ти куп пекар за актуелниот македонски првак МЗТ Скопје. Сега работнички не е најдобар во оваа статистичка категорија, затоа што двата скопски клуба се изедначуваат со по 9 пекари во најмасовното надпреварување. Вечерва во финалето во салата Јасмин во Кавадарци, МЗТ го совлада работнички со 76-67, главно во надпревар кој што беше рамноправен, но МЗТ го контролираше затоа што водеше во поголемиот тек од него. Работнички беше достоен ривал, но без повредениот Маркус Гинијард и без толку долга клупа како она на Желјко Лукајич, тренерот Марин Докузовски не можеше да направи многу. Беше 17-14 на крајот на првиот период, 33-31 за МЗТ на полувремето. Само на почетокот на вториот дел работнички успеа да дојде до предност, а потоа бркаше мала разлика и не успеа до крајот да ја анулира. Бојан Трајковски со 18 коша беше најефикасен кај МЗТ Скопје, давајќи огромен придонес во освојувањето на оваа титула, за него 6-та во индивидуалната кариера. Дамјан Стојановски заврши со 15 коша и тој го прослави 6-тиот куп трофеј. Дарко Соколов имаше 17 поени за 4-тиот куп трофеј, за него
со четврта различна екипа, а Крафорд постигна 12, Спасоевиќ заврши со 9 и ја пополни дупката од неиграњето на Лалич, кој што направи рано 4 фаула, а потоа и 5. Кај работнички Димитар Мираковски заврши со 24 коша и беше најкорисен играч на финалето, меѓутоа попусто, затоа што неговиот тим не победи. Чековски и Робинсон постигнаа по 14 коша, Чавдар Костов заврши со 12. На крајот, МЗТ Скопје се радува на 15-тиот пехар во клубските витрини, работнички останува на 23 и во продолжение од сезоната тимот од Аеродром многу полесно ќе ја продолжи битката на домашниот фронт во обид да ја задржи и шампионската титула. Почитувани гледачи, еве доволно од овој викенд за сега со ракомет во Лигата на шампионите, со домашна кошарка и се разбира со целосна програма од Олимпијадата во Пјонгчанг. Малку да одмориме, иако на првиот канал продолжуваат возбудувањето од зимските олимписки игри, а се разбира и во наредните 7 дена спортската програма ќе ви понуди многу содржини. Имајте пријатна вечер.